сите, дојдовте назад во уште една епизода на Јустинијан збори. Моето име е Ѓорѓе, со мене денеска, како и порано, како и во иднина, се моите колеги од Правниот факултет во Скопје, директно од Битола, Димитар Тромбевски Тромбе и нашиот Джеймс Бонд, кој ни доаѓа директ од Штип, Никола Донев Донев. Дојдовте колеги назад на подкаст. Добро ве најдовме. Како карантина? Карантин, класика, дома. Со многу гејмање, со книги читање и со сери бинч-вачување. Бинч-вачување, нов збор. Карантина, како и обично, продолжен викенд, форсиран продолжен викенд, но ќе издржиме, нема што. Да, како со предавањето? Кај нас знам дека на политички супер ни да сега не сме испуштиле предавање. Како е на правни студии? На правни студии реално добро е. Колку за правни студии се снаоѓаат професорите, така што немаме си стигнуваме со материјалот. Јас на мастер сум, немам предавање веќе 2 години, а и ми фалат малце. Тебе ти е најлесно сега, геймер си, играеш серии, само по некоја книга за да ти помогне. Нека белетристика. Добро. Не знам, имате уште нешто да дадете пред да започне нешто така интересно што ви се има десено или? Ништо тоа е. Ајде да започнеме, денеска доста интересна тема имаме. Да споделиме и со оние што не слушаат во моментот, дека одлучивме на секоја втора, тоест на секоја трета епизода, ќе земеме некој историски настан и ќе го анализираме. Нема да идеме се надевам по саат време на анализа, како што до сега имавме за американците, за србите и за унгарците и за оние од Кина, ама сакаме малце 2 епизоди да анализираме некој геополитички настан, третата епизода да биде некој историски настан кој што според нас има големо значење, а е не толку познат за самата јавност, поготово тука во државата. За прв таков настан се одлучивме да ја земеме револуцијата во Хаити, која што започнува 1791 година. Димац ке не отвори, ама пред да не отвори, сакам да кажем дека наистина ни е мило да ги гледаме сите коментари и реакции на подкастот во претходните 2 недели, доста позитивни коментари, доста некои дел негативни, тоа следува со самата тема за која што збориме. Сакам исто да објаснам за време траењето на подкастот. Тоа е дека јасно ни е дека сите не им се слуша по сати 45 минути да не слушаат нас тројца како збориме. Затоа одлучивме, а и веќе го правиме тоа. Ги делиме најдобрите делови од секој подкаст и се постираат на нашиот YouTube канал, тоест на каналот на студентскиот медиум Авангарда, така што ако не ви се слуша цела епизода, имате видео верзија од најдобрите делови на самиот канал на Авангарда. И насловот сам ви кажува за што збориме. Денеска, после нашата дискусија, имаме гостување од професорот Мишо Докмановиќ од Правниот факултет, со што тој е и првиот професор, тоест првиот гостин кој што не е студент на нашиот подкаст, така што се надеваме дека после ова гостување ќе имаме и многу други кои нема да бидат само студенти, туку и професори, активисти и други луѓе кои што ќе дојдат и ги гостуваат на подкастот. Но, да не одземам уште многу време, Димац, палката е твоја, кажи ни нешто за Хаити што не сме знаеле до сега. Да. Ајде, пред да навлеземе во приказната за самата револуција, накратко да ја разгледаме историјата на Хаити пред револуцијата. Доколку некој не знае, Хаити, односно островот Сан Доменга, е остров на Карибите, и тој остров од далечната 1492 година бил за прв пат колонизиран од Кристофор Колумбус, кој го присвоил островот во име на шпанската круна. Сега шпанската власт над островот траела до 1660 и била заменета со француска. А веќе од 1697
само западниот дел на островот бил под француска власт, кој патем и делот каде се одвива револуцијата. Овој остров бил еден од најзначајните колонии на Франција и бил голем извор на француското богатство, затоа што во него се произведувале 40% од шеќерот и 60% од кафето користени во Европа, кои биле значајни трговски ресурси за тој период. Но за да може да има толкаво производство, потребни биле плантажи и на тие плантажи работеле робови. Во Санто Доминго бил дом на најмногу робови во светот, исклучувајќи го Бразил. До 16 век, до 19 век, 90% од популацијата на островот биле робови. Условите на плантажите, кои што може да претпоставите, биле катастрофални, до тој степен што не била можна дури ни природна репродукција. И поради тоа најголемиот број на робовите биле родени во Африка, не на островот. Како и во секое општество тој период имало сталежи на островот, тие биле поделени на 4. На врвот биле слободни имотни белци, па под нив слободни имотни црнци, слободни неимотни белци, кои што работеле физичка некоја работа и занаетчиство, и најдолу во хиерархијата биле робовите. Да, ја може овде малку да се надоврзам на самото објаснување за ситуацијата пред самата револуција во Хаити. Тоа е дека колку повеќе читав и гледав видеа за ова и документарци, најинтересно од цела оваа ситуација, може и дури поинтересно од самиот импакт кој што оваа револуција има, за кој што ќе збориме на крај. Мислам дека се овие 4 сталежи и колку само сега ќе ги набројам кои се, што се, какви некои карактеристики имаат, ама ќе видите кога ќе завршам ова објаснување за нив дека секој еден од овие сталежи имал различна причина зашто да крене револуција. Тоа ми е најинтересно и буквално во еден момент се прашуваш као чекај, што се дешава, као секој против секој овде, каде што не знаеш кој на кого прв ќе нападне. Димац ти спомна кажа слободните имотни белци или гранде бланкс, као што биле наречени во тоа време во Хаити или во Санто Доминго, биле оние кои живееле на самиот север на островот и во некои писанија прочитав дека градовите кај што дел од овие од овој сталеж живеел изгледа како Париз. Све било убаво средено, уредено, они биле облечени као господа, што се вика, како у Париз да се наоѓаш, а не на некој остров. Нормално, богатство во изобилство. Интересен факт е дека читале весник секој ден, ги праќале од Париз и они си читали, се надоградувале, но уште поинтересно е дека голем број од овој сталеж уствари не живеел таму. Живееле во Франција, ама имале луѓе кои што од овој втор сталеж на белци ги раководеле нивните плантажи, нивните богатства и така што тие не морале уопште таму да живеат и си живееле во Франција. Сега, тие не биле задоволни од законите во Франција. Тоа бил некој најголем нивен проблем. Едно што не можеле да одбираат што ќе произведуваат, Димац си рече кафе, шеќер, не можеле нешто друго да произведуваат и биле лимитирани во тој поглед, ама исто така не можеле ни да бираат на кој ќе му го продаваат тоа што го произведуваат. И морале да одаваат на Франција. Во тоа време Америка и Ел Салвадор биле го сакале тоа што го произведуваат луѓето во Хаити, но овие не можеле да им го продадат нив, бидејќи такви биле законите во Франција, они биле под само владетелство на француската држава. Од тука тие го гледаат на примерот на Американската револуција, каде што слободните имотни белци во Америка
Вашингтон, Джеферсон и останативе, креваат револуција и се ослободуваат држава и прават држава. Така што ова е причината зашто уствари највисокиот сталеж, слободно имотни белци, сакале револуција. Као имале робови, некои имали и по 200, ама не биле задоволни. Сега, вториот сталеж на белци, или слободно неимотни белци, и на француски Petit Blanc, биле оние кои што биле доселеници од Франција и дошле на островот за да се збогатат и да се вратат назад во Франција. Сега проблем за нив било тоа што тие уствари немале имот. Работеле за овие големци и сето она што го заработувале го трошеле назад во Франција, бидејќи не се од таму, не ни планираат да останат таму. Нивна конкуренција како и да е и причина зашто тие биле на некој начин изфрустрирани е првиот сталеж на црнци, а тоа се слободните црнци. Тие се осеќале инфериорни, белците од вториот сталеж се осеќале инфериорни спрема нив, бидејќи едно што тие можеле да имаат имот, а друго што веќе сами имале богатства направени и биле поучени, поблагородни од самите белци. Тоа за овој втор сталеж на белци било незамисливо и било проблем и сакале да направат било што за да го снема тоа. И сега проблемот кај првиот сталеж на црнци е што тие иако имале некоја своја автономност во тоа дека можат да имаат имот, можат да прават пари, да имаат богатство, да се обучуваат, да се облекуваат, сепак немале право на глас. И немале право да гласаат и со редица апартхеид закони од пред револуцијата, многу права им се намалуваат. И тоа е причина за нив зашто сакаат и тие да отпочнат револуција за на крајот на денот да ги имаат тие права. Сега, доаѓаме до последната категорија, а тоа се робовите. Робовите, како што Тромбе ти кажа, работеле во ненормално лоши услови, биле 90% од самото население, ама биле третирани лошо, хигиенски, здравствено, голем дел од нив умирале поради болести, поради тоа што не можеле да се излекуваат, поради тоа што биле третирани многу лошо и тортура се вршала врз нив. Сега, најинтересно за мене е тоа што самите тие, за нив е нормално зашто сакале револуција, сакале бидејќи сакале да се ослободат. Но што направиле тие, кога виделе, тоест бойкотирале работа, ги користеле тие средства како да ја подобрат некако таа нивна ситуација, со тоа што бойкотирале работа се додека лошиот шеф не биде избркан од работа. Или доцнеле на работа, или биле бавни при работата, или пак лажеле дека се болни, за да створат некое чувство на другите да мислат дека овие се премногу инфериорни спрема нив, што после мислам ќе видиме дека биле доста underestimated и поради тоа што сите сметале дека овие робови се глупи. Затоа ни знаат да работат, ни знаат да читат и ништо, и у војна ќе ги победиме, лесно. Ама ќе видиме што ќе се деси потоа. Мислам дека, не знам, ако имате вие нешто да додадете за овие 4 сталежи, мене овие работи ми беа фасцинанти само кога го читав само по себе, колку само голема разлика има помеѓу некои слични луѓе, тоест живеат во едно исто место, ама колку само разлики имаат едни помеѓу други, без разлика тоа дали се белци, црнци или било как друг социјален статус.
Не, мислам дека дефинитивно е као пред да поминеме кон историскиот дел што Димитар го спрема, е фактот на различна дефиниција на слободата на сите осталежи, така што за најнискиот сталеж нели слободата значи да нема робство, а додека за погорните значи тие да имаат своји робови. И тоа некако чудно, мислам дека после целосното, нели кога ќе добиеме целосна стика околу текот на револуцијата, можеме да начнеме и во однос на фактот за неприродноста на робството како таков систем во, нели, барем според концепциите на модерниот свет. Да, како што кажате Никола, баш би сакал да зборам за кои му биле идеите за револуција на неимотните белци. Тие се бунеле дека немат доволно економски права. Ама во тој период како економски права, мисле дека немат доволно пари да купат робови. И затоа тие му биле едни од причините за револт да изјават. Сега добро, да продолжиме со историскиот дел, со револуцијата. Многу битно за контекст на револуцијата е француската револуција, која паралелно се дешавала и била како мотив за избувнување на сите овие револуции, како е таа поврзана со ова прва фаза на револуцијата во Хаити. Сега, сето тоа кажано, годината 1789-та е избувната француската револуција, ќе започната. Ова е значаен настан, што големиот дел од населението на Санто Доминго ја закажал ја искажуваат својата несреќа. Сега, слободните црнци сакале повеќе права и да не бидат дискриминирани, се разбира. Слободните сиромашни белци незадоволни од подобрената положба на слободните црнци и огромниот монопол на мук на најбогатите белци, барале поголема мук за нив и намалување на богатите, нели таа економска неправда за купување и користење на робови. Но најнезадоволни од сите биле робовите, кои во истата таа 1789 година, кои поради слушнати гласини мислеле дека кралот Луи XVI ги ослободил и кренале револт. Но тие гласини не биле без причина, заради донесување на декларација за правата на човекот и граѓанинот. Нова декларација не значела слобода за робовите во никој случај. Сега, робовите, поради нивната голема бројка, во тој период биле скоро 90% од целата популација на островот, успеале да се ослободат од некои плантажи, дури да освојат одредена територија во северниот дел од островот. На таа територија обично било околу плантажите и не градови и така натаму. Но за жал тој револт бил задушен. Сега, но ова не бил единствениот револт. По донесување на одлука во мај 1791, по донесување на одлука за давање еднакви права на сите граѓани, без разлика на раса, освен робовите, пошто не се сметале тие за граѓани, сиромашните белци зареволтирани од оваа одлука за еманципирање на слободните црнци, се кренале во бунт и почнале борби со слободните црнци. Значи меѓу нив почна препукување. Сега, тука не завршуваат револтите, така во август 1791 робовите се крена повторно во револт. Но овој пат било под водство на бивш роб, Тусан Лувертул, но овој пат било многу поорганизирано. Лувертул со неговите познавања за војување ги спремил робовите да бидат една сила која може да му се спротистави на французите. Сега за контекст на револуцијата битно е да се спомене дека во истиот овој период Франција војувала со големи европски сили, како Шпанија, Британија. И шпанците, како тогашни непријатели на Франција, ги поддржувале овие робовски револти со цел ослабнување на Франција. И така Лувертул во 1793 станал офицер во шпанската армија, затоа што еманципацијата на робовите му била очигледно многу побитна од неговата верност кон Франција. И во октомври 1793 година Британија одлучува да се вклучи во битката на Сан Доменго, со што го напаѓа островот, и Франција
соочена со борба на три фронта, со шпанците од една страна, со британците од друга и со робовите од трета страна, донесува декрет за ослободување на сите робови. Истиот тој бил ратификуван на 4 февруари 1793 година. Овој голем денот и на овој ден официјално веќе робови барем во француските Кариби нема повеќе. До мај истата година Ливертул дознава за декретот, вајда немало некакви технички средства, па му требало 2-3 месеци за да дојде таа информација. И се дознава за декретот и менува верност. Повторно, значи, се враќа кај французите. И ова негова одлука ја менува судбината на борбите на островот. И Франција доаѓа во предност. И така најуспешниот робовски револт во светот донесе слобода за робовите на островот Сан Доменга. За среќа на граѓаните на островот, Ливертул бил успешен политичар и тој успешно од 1794 до 1802 го водел островот кон независност. Ливертул донел устав и со тоа работите на островот се одвивале добро, со еден исклучок, тоа е дека се уште островот бил француска територија, која сега веќе почнува да биде владеена од Наполеон. Сега, со владењето на Наполеон почнува втората фаза на револуцијата, односно владењето на Наполеон, како тој владел и патот до независност. Во 1799 година, малце поназад, Наполеон ја презел власта во Франција преку државен удар, а се назначил себе си како прв конзул. После тоа, тој донел нов устав, со што определил дека во колониите нема да важат законите на Франција, туку специјални закони кои според него ќе одоловат природата на колониите. Но ова е битно да се каже, не е случајно, не е дека Наполеон многу бил заинтересиран за природата на колониите, туку неговата поинта му било да тој сакал на француските колонии во Америка да ги прошири, неговата империја таму да ја зацврсти, но за тоа му треба многу финансиски средства. И како на најпрофитабилен начин да експлоатира нешто и да направи големо богатство е преку робови. И затоа како алиби го искористи та природата на колониите за да направи нови закони кои ќе бидат дозволено робството на островот, оти нели знаеме претходно било слободено со француски закони. Со тоа кажано, во 1802 Наполеон испратил експедиција на островот на чело со неговиот зет Леклерк, кој набрзо по неговото доаѓање го уапсил и го затворил Ливертул и тој починал по година дена во робија во Франција. Но ова не било причина само по себе за почнување на нов револт, затоа што во тој период Ливертул не бил некоја многу сакана личност на островот поради продолжување на политиката на одгледување на шеќер и останати такви продукти. Иако немало робство, но сепак условите за работа биле катастрофални, иако биле плаќани работниците минимално и немале право да му ги продават децата. А други сепак биле во мизерни услови, тие мизерни услови створиле некој анимозитет кон Ливертул. Но тоа што предизвикало револт било пробувањето на Леклерк да им ги одземи оружјата на жителите. Со избувнување на тој револт, иако французите биле повеќе спремни за борба од жителите на островот, и французите на крај биле поразени. Една од битните причини која довела пораз на французите била жолтата треска и останатите болести кои вирееле во тој период, кој однела голем број на француски војници, меѓу кои и Леклерк. Наполеон, соочен со пораз во Америка, се откажал од неговите намери за ширење на неговите амерички колонии и од островот ги вратил сите своји преживеани војници во Франција, кои биле 8.000 преживеани, од вкупно 40.000 испратени од првата експедиција. И така на 1 јануари 1804 година Десалин, човекот кој ги поразил французите, ја прогласил независноста на островот, со што името го сменал од Сан Доменга, кој што било колониското име, во Хаити,
како што го нарекувале домородците пред доаѓањето на Колумбус. Сега ова е многу интересно приказна и е прв пример, колку што можам да знам, кај што робови сами, без никоја надворешна сила, се добро со минимална надворешна сила, ама сепак сами пробаа да се изборат и против нивните колонизатори, се избориле за не само за нивната слобода, туку и за независност во државата која што работат. Дефинитивно сметам, мене лично не ми беше позната оваа револуција до пред некое време и на само кажување на тебе, на Димитар, на овој некој настан кој што би било интересно да се обработи. Дефинитивно е убаво и фасцинантно да се види како што самиот кажа, сами робовите успеале да се ослободат од самото тоа робство и е единствен случај во историјата тако нешто кога се има случајно. И тоа е доста важно да се нагласи. Иако реално Хаити денеска не е во најдобра позиција, сиромаштија владе многу лоша таму и не се пример моментално за осветот, ама дефинитивно нивната историја е нешто за кое што треба убаво да се види, да се научи. Иако сметам дека интересен е фактот дека поради една од големите причини зашто уствари они победуваат, зашто успеваат на крај целосно да се ослободат и да имаат таа држава за себе, е фактот што се случуваат голем број на болести. Жолта треска, chickenpox исто во тие години исто е активен. Самото тоа што имале толку голем број на проценти од населението, може да си дозволат да изгубат луѓе бидејќи биле повеќе. Французите не можеле, војската на Наполеон не можела и затоа се одразило тоа на крајот. Оно што за мене го прави поинтересно е всушност као доказо дека токму во 18 и 19 век имаме такви револуции како финален обид да се разруши она малку што остана од средновековниот феудализам. Така што мислам дека надвор од земајќи го во контекст, всушност со ова се покажува дека е еден систем кој што му е дотраено времето. Секојаш ќе пробува да се одржува на како таков, користејќи сила и моќ, но само дефинитивно преку сила може да се отргне и мислам дека фактот што имаме некако се чини back to back Француската револуција, Американската револуција за независност, револуциите што се случуваат во Латинска Америка, во Карибите. Сето тоа се чини како еден ланец, еден процес на конечно оттргнување на тие стари феудални политички системи и замена со новите што во тој период се капиталистичките, но и друго што сакам да напоменам овде, во контекст на можеби со малку искористување на теориите на природното право е тоа што доколку се земе претпоставката дека човекот е роден со некои права кои што се неоттуѓиви и неодречни, не може човек да се одрече, слободата е една од нив. Така што и овде може да се направи аргументот дека сосема е природно робовите да бараат слобода и да бидат ослободени со цел да бидат целосни луѓе, човекот да биде човек. Но кој ќе се конкретизира, малку ја видовме на почетокот со состојбата, фактот што секој сталеж има своја дефиниција на слобода. И токму бидејќи слободата е доста широка категорија, токму затоа имаш различни дефиниции и дополнително и различни причини за револуциите и за слобода. Така што реално со светот се гради според концепциите кои што ќе победат и кои што ги излезат на крај, па така што можеби некој од другите сталежи да беше поуспешен во револуцијата, можеби ќе имавме друга дефиниција во однос на што значи колонија да биде слободна
или собствениците на плантажи да бидат слободни, или пак слободни да бидат робови, и тоа е нешто за размислување. Да, како што кажа, дефиницијата на слобода е многу обширна и многу различна зависно кој ќе го прашаш што е слобода. Пример да ги земеме робовите за денес што правевме муавет. Тие јесте да се ослободија, не биле повеќе робови, но дали беа стварно се уште слободни, пошто иако не беа робови, пак работеа присилно на истите тие плантажи, само што нивните господарци биле сменети, не биле белци, туку биле богати црнци. И сега наместо да бидат без пари, нешто му плаќале. Во ред децата нивни не ги продавале на некои други работодавачи, но сепак нивната положба се уште биле најниско во ланецот. И се уште имало некој над нив што ги малтретира и така натаму и така натаму. И макар и после осамостојувањето имаше некои кралеви, председатели и така натаму во Хаити кои што имале голема диктаторска власт и не се понашале баш најдобро. Така да од една страна да, се ослободија робовите, не се повеќе робови, но тука доаѓа што е дефиницијата на роб. Знаеме што е роб, ама мене и малце и робски ми изгледа да работиш за минимална плата во никакви услови. Да, повторно тоа е контекстуализација на работите, така што дури нели според модерната либерална традиција робството е не хумано, не човечко, нели дека човековата личност е целосно деградирана, но во минатото дефинитивно и како се барале нели филозофски дури решенија за тоа дека робовите се робови затоа што таква им природата на луѓето, затоа што така се раѓаат и така натаму со други различни теории, но она што сакав да кажем е дека либералната традиција токму овде преовладува и понатаму се гради оној поредок на државите на светот, што ултимативно доведува нели до распаѓање на колонијалните империи, иако нели во тој период се мислеше дека нели колонијалниот империализам е таму за да остане, со тоа што граѓаните на колониите ќе добијат поголеми права. Да, дефинитивно, колеги, се согласувам и за крај мислам дека убаво е да се напомене и да се отвори некоја мала полемика за тоа каков е самиот импакт од оваа револуција, и кога велам на импакт не мислам на тоа што се случило со Хаити од тоаш до сега, туку каков импакт ослободувањето на оваа држава имало врз други држави, врз други земји каде што има робови и како тоа целосно се одразило. Јас сакам да започнам со фактот дека сметам дека иронично ослободувањето на робовите овде значи почеток на самата експанзија на тој робовладетелски систем во САД. Како пример би го дал самиот факт дека во текот на оваа војна, тоест 1800 година, како што Димац ти спомна, Наполеон бил доста силен и конечно после 37 години тој заедно со неговата војска успеале да ја ослободат Луизијана, да ја вратат Луизијана со пактот кој го случиле со шпанците, кои после 37 години се откажуваат, ја губат Луизијана. Во тој момент Томас Џеферсон како претседател на САД пробува, се обидува да го купи Њу Орлеанс, кој што за нив тој сметал и сакал да биде тој некој мост помеѓу долниот дел на Америка, југот, и се поврзал со северот и со тоа би возможил слободен трейд, слободен пренос на робовите од едни робовладетели на други. Првата понуда од $10 милиони, сега рафли не знаеме колку би било во денешно време, но првата понуда Наполеон ја одбива. Бидејќи војската која што тој ја има тогаш е многу посилна од било која војска во светот
камоли војската на 13 сојузни држави на САД кои што само што се ослободиле од британска власт. Но после поразите и после пред самото освојување на робовите на своја држава во Хаити, Наполеон и неговите луѓе одат до луѓето на Джеферсон и сами им понудуваат договор со кој што Франција не им го дава само Нью Орлеанс, туку им ја дава цела Луизијана се до Мисисипи за 15 милиони долари. И може да мислите за само 3-4 години и за само 5 милиони долари повеќе од еден град кој што американците го сакале, Джеферсон го сакал, тој сега ја добива цела Луизијана и цел слободен простор, 530 милиони ари, што значи за тие 15 милиони долари добиваат 3 центи на ар, што е незамисливо и дефинитивно му овозможува не само слободен превоз, да ја дуплира површината на самата држава, која што до тоаш била релативно мала. И мислам дека тоа дефинитивно им овозможува и е некој почеток на самата експанзија во САД, која станува збор за робовладетелство и овој северноамериканскиот континент. Хаити не е откако Хаити се ослободува уште една робовладетелска држава стапува на сила која што мораме да признаеме многу по економски моќна, станала многу по економски моќна од самиот Хаити и многу поголема, поготово со добивањето на Луизијана од Франција. Да. Благодарејќи на едни робови што се ослободи од Хаити, веќе почна да се разгори таа експанзионистичка локомотива во Америка со добивањето на Луизијана. Луизијана не било едно обично мало парче територија, тоа било од Мексичкиот залив до денешна канадска граница. Што колку држави се моментално, North, South Dakota, Arkansas, Iowa, многу што се сериозни земјоделски центри моментално во Америка. А сигурно и тогаш, во тој период кога не била индустриализација почната, земјоделието било еден од главните ресурси како богатство да стекнат. И со толкава голема површина, со толкава голем капацитет да одгледуваат некои земјоделски продукти, веќе почна Америка да се експандира и да станува некој фактор во светот. Да, мислам дефинитивно и овде се надоврзува фактот што многу историски моменти се, иако некако чудно се поврзани, директно или индиректно, сепак тие се поврзани во некоја си линија, така што нели оној butterfly ефект што се случува каде што еден настан во некој изолирано место влијае врз друг настан. Всушност така некако и се случуваат револуции, така што на пример Американската револуција беше причина за избавување на Француската револуција. Подоцна овде со Хаити имаме латинските револуции, каде што всушност би било интересно и да направиме на епизода за Симон де Боливар, како уште една личност од Латинска Америка, така што пак повторно се гледа некој патерн во однос на настаните. Да, и со ова мислам дека може да ја затвориме темата околу Хаити и револуцијата таму. Дефинитивно ја ужива додека поготово Димитар треба да слуша во самите податоци и како самата војна се одвива и едва чекам на нашата следна епизода која ќе збориме за некој друг настан, што би било некаде за 2-3 недели. Сега малце ќе продолжиме со нашата стандардна рубрика Вести. Уште од сега да ви кажам, нема да зборам 10 минути као без престан,
за тоа што ме нервира во политичкиот систем во САД, но да не должам многу джингл еден и идеме со најновите вести кои што се дешаваат во моментот. И са за вести. И како на сите вести до сега што ги правевме, почнуваме со Борис Џонсон. Имаме еден апдейт со него. Знаеме се во првата епизода фати корона, во втората епизода беше на интензивна нега во болница и сега можеме да кажеме дека излезе од болница. Валјда е поздрав, валјда е поарен. Нека е здрав и жив. И сега ќе видиме, ќе му следиме состојбата на Борис Џонсон и до следни Јустинијан збори пак излезиме со апдейт со неговата благосостојба. Да, ја да дадам, да не биде само дека за Џонсон апдейтираме, да дадам апдейт на она што го зборев минатата недела за изборите во Висконсин, кои колку и да беа небулозни, колку и да беа колку и да ме натера да се изнервирам онака едно убаво за да поминам 10 минути без престан да зборам со драматични паузи како Вучич што прави во Србија, сепак на крај демократите победи. Така што им се одби од глава на републиканците и самиот председател на Демократската партија во Висконсин ќе прочитам на англиски, пошто ќе биде многу поинтересна. Вика Бен Виклер, "Tonight, despite the GOP's savage and shameful attempt to suppress votes and steal Wisconsin Supreme Court election, Judge Jill Karofsky prevailed. It's victory for justice and democracy in an election that should never have taken place in person." Така што не сум толку сеќен што победила и као што самиот Бен Виклер збори, не требаше да се десат изборите, ама best case scenario, републиканците изгубија, им се одби од глава и се надевам дека така ќе продолжат. Сега. The elephant in the room. Не мислам дека колку и да сакаме да го одбегнуваме ова прашање, мораме да објавиме и мораме да кажеме дека Берни Сандерс и официјално се откаже од трката за председател на САД. Да, во однос на тоа јас би дополнил, односно не само што покрај тоа што тој нели се откаже од трката, иако и понатаму останува на сите гласачки ливчиња во понатамошните држави за гласање. Дефинитивно е вест кој што без малку ја потресе неговата кампања, но оно што треба се изводи дека тој сите негови вработени во кампањата и го обезбедува здравственото осигурување до крај на октомври, нели со цел да се соочат со коронавирусот. А истовремено и оно што слично во постапката во 2016 кога Берни ја даде поддршка на Хилари Клинтон, така и овој пат тој даде поддршка на презумптивниот претпоставениот кандидат на демократите, тоа е Џо Бајден, со што всушност се повторува на начин сликата од 2016 со таа надеж дека можеби нема да го видиме истото сценарио во ноември или кога и да се изборите. А покрај тоа што и не само Берни Сандерс, туку и Барак Обама, председател на кој Џо Бајден беше подпредседател, излезе со поддршка за неговиот другар, така што сега скоро и дефинирана е патеката за номинирање на Џо Бајден за кандидат. И едноставно треба да видиме како ќе се одржи конвенцијата, но овде сепак се поставуваат многу прашања. Мислам што би се анализирали надвор од рубриката на вести, но дефинитивно е што понатаму. Според Берни Сандерс, кампањата иако завршува, движењето не завршува
и сепак и тоа натаму продолжува и не се сомневам дека има одредени планови и ќе се поставуваат многу прашања внатре во кампањата и во движењето за што понатаму, но за тоа понатаму ќе видиме. Да, јас не знам дека ќе го анализираме ова во догледни епизоди и ќе збориме уште за америчка политика, поготово сега за изборите што доаѓаат, без разлика која тие сами ќе се случат. Сепак кога го гледав лайв стримот синоќа Џо Бајден и Берни Сендерс еден до друг, доста разочарано изгледав. Дефинитивно сеќа што сум сам дома моментално и луѓе не можат да ме гледат како се нервирам и како пцујам по лаптопот и по телевизорот. Ама дефинитивно е разочарувачки, затоа што ја помина цела кампања, поготово модеративе, поготово оние од самиот центар на Демократската партија, Џо Бајден being one of them, напаѓајќи го Берни и напаѓајќи ги неговите луѓе, за сега да Берни да излезе по-големиот. Знам и сваќам зашто Берни ова го прави, сметам дека до некаде и он во својата некоја олуга е правично, ама гледајќи како Доналд Трамп добива уште една голема шанса да победи на изборите, не е убава гледка. Дефинитивно и се освен некое чудо, па Џо Бајден да ја стави Нина Тернер за подпредседател, мислам дека не би ме, па дури да победи Џо Бајден, ја не би бил толку среќен на крај на денот, бидејќи не сметам дека нешто може фундаментално да смени во самата политика во САД и во самата надворешна политика, бидејќи реално ќе биде само продолжување на истото. Не знам. Димац, ти имаш уште нешто да кажеш или да затвориме пред да почнеме да... Нема што имам да кажам, дека сум претажен. Не знам зашто да бидам потажен, дали од тоа дека Берни поќе не е кандидат или дека го поддржа Џо Бајден. Ама една друга страна која ми е интересна од сето ова, да, во ред, ајде, се деси што се деси, ама сега почнуваат веќе сурогатите и соработниците на Берни да излегват по TV шоу и да твитаат за нивни гледања за кои се причините. И скоро сите, барем јас што ги прочитав, скоро сите се едногласни дека уствари Берни е предобар. Дека Берни не може да му се спротистави на неговиот, како тој што кажува, my really good friend Џо Бајден. И како една од причините тоа гледат дека не му се спротистави за некои очигледни работи кои треба му се спротистават, од кои најочигледната е очигледна неговите когнитивни проблеми, што Трамп нема сигурно да му ќути. Насред дебата ќе му кажи дека е старец со деменција и нема да му е гајле на Трамп, пошто е обично були. Да, тоа... Георги, слушам дека има многу интересно интервју, па ако можеш да ни кажеш околу тоа. Да, ајде да завршиме на интересна нота. Дефинитивно интервјуто што следува уживав ја правејќи го, изборувајќи со професорот, и верувам дека сите вие кои ќе го слушате, ќе уживате и ќе добиете доста интересни информации и мали нагетс за воиднина, како за студентите кои не слушаат, така и за повозрастните кои не слушаат. Уживајте во интервјуто со професорот Мишо Докмановиќ, а ние, колеги, се слушаме и гледаме за следната епизода која, као и до сега, ќе излезе во среда. Здраво на сите, добродојдовте назад во новата епизода на Јустинијан збори. Мене денеска гостин ќе ми биде професорот Мишо Докмановиќ од Правниот факултет во Скопје. Добродојдовте, професор. Добре дојдете, благодарам многу за поканата. Да, и најпрво пред да започнеме со разговор, сакам наистина да ви се заблагодарам што прифативте и издвоивте
време да поразговарате со мене и да подискутираме за одредени теми кои мене ме интересираат, знам дека и вас ве интересираат, а верувам дека и на студентите, поготово на оние од правниот факултет, ќе им бидат од корист. Сакам да нагласам дека мора да споменам дека сте првиот професор гостин на Јустинијан збори. До сега имавме неколку студенти, па така сега се надевам дека после вас повеќе ваши колеги ќе ни гостуваат, па и со нив да направиме муабет за одредени теми. Да. И мене ми е задоволство што во новонастанатите услови има една иницијатива од студентите која што мене ми се допадна, го видов едно од интервјуата и реков дека е одлично. Јас барам важам за професор кој што сака брзо да се прилагоди на новите околности. Мислам дека ова е доста позитивен чекор кој што има возможува на студентите на факултетот да функционираат нормално во овие нови услови кои што сите не преокупираат. Да. Па ајде да започнеме. Знам додека се спремав малце прочитав дека сте дипломирали како студент на генерација. Денеска сте на другата страна од катедрата. Денеска сте професор, оној кој што ги пишува оценки. Што за вас е најважно за еден, да кажеме, млад правник или политиколог, млад новинар од правниот факултет кој што сака сака да работи по професија откако ќе заврши, што е најважно за тоа тој да го оствари или таа да го оствари? Да, па баш интересно што сте го читале CV-то и јас се потсеќам на студентските денови. Мислам дека најдобриот совет кој што може да се даде во овие околности е студентите да ги користат сите можности кои што им стојат на располагање. Значи, јас кога студирав, рачунајте, тоа беше можеби пред 20 години, навистина имаше многу можности за студентите, сега колку што е битно она што ќе го научите на факултет, така, теоретски, некаде и практично. Мислам дека е многу битно да ги искористите сите можности да стекнете некои практични вештини за време на студиите. И да речеме, јас како студент доста патував и мислам дека тоа навистина дава една додадена вредност во секој CV. Значи, вие кога имате еден студент кој што е одличен, има добри оцени, меѓутоа, доколку не изборува англиски, доколку нема практични некои вештини, можеби некоја можност да работи на некој проект, мислам дека факултетот нуди доста такви работи, да речеме, особено во делот на студентите кои што учат и на англиски јазик. Значи, има можност да искористат некои шанси за практична работа, која што после ќе ги опреми на некој начин со практични вештини, бидејќи работодавците и пред 20 години и денеска барам да имате некои практични вештини, да може нешто конкретно да работите. Нормално теоријата све во ред, меѓутоа мора и практично. Јас за среќа или можеби како предизвик демонстратор станав уште втората година на студии и не почнав на историја на историја, туку бев кај професорот Шкарич. 2 години бев демонстратор по уставно право и после тоа 2001 година се префрлив на историја на правото, така да малце имаше еден шифт кој што мислам дека и повеќе ми одговараше и беа малце, да речеме, порелаксирани односите на таа катедра, така да мислам дека го направив вистинскиот избор во тој период и нормално сега треба да му благодарите и на професорот кој што бе избрал. Така, мене ми избра професорката Билјана Поповска, јас неа ниту ја познавав, ниту па моето семејство имаше некој бекграунд у правни студии и мислам дека исто така тоа е битно и на кандидатот што се избира му дава некоја позицијата тој може да се докаже. Така да јас го користев доста сето она што се нуди на студентите, на постдипломци, на докторанти, да добиам некои студиски престои или да одам на конференција и така натаму. Мислам дека тоа многу битно, да речеме, некогаш сум пропуштил некои шанси. Се сеќавам така 2007 година во последен момент се откажав од една беше како летна програма во Азербејџан
и од тогаш до денес не ми се укажала никоја нова можност да одам во Азербејџан. Ме разбирате? Така да сега би го реализирал тоа како приватно патување, меѓутоа мислам дека е тоа многу битно, особено ако одите во различни делови на светот. Например, мене некои патување на вистина ми го променија овој ова светогледот. Светогледот, да речеме, патувањето во Индија, во Израел, во Соединетите држави се нака дестинации кои што може да го променат човекот и начинот на кој што размислува. Дефинитивно кажавте кои се придобивките, поготово од вакви некои што студиски престои, надвор, настани, конференции, работилници, а и знам од ваши предавања што имам слушано, знам дека секогаш имате некоја приказна да кажете од некои такви предавања кои ги поврзувате со материјата за која предавате. Па сега би ве прашал дали може да издвоите едно патување, еден настан или една конференција која што ви оставила голем впечаток и ви помогнала да станете тоа што сте денес. Па да, делом да одговорив на ова прашање, меѓутоа ако го одговорам ова прашање во делот на кариерата, што ми го промени, дефинитивно тука немам можност за поголем избор, бидејќи дефинитивно тоа е еден надпревар по меѓународно право кој што се одржуваше во подолг временски период, значи негде повеќе од 10 години. Тоа беше симулација на судење пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, каде што студентите добива случај измислен и требаше да бидат улога на адвокати на една од двете држави кои што фиктивно спорат пред Меѓународниот суд на правдата и да ги бранат нивните интереси. И тоа беше надпреварување на кој што учествува учесници од негде 15 земји од регионот и се одржуваше во Сараево во 2003 година. И јас победив значи во конкуренција од сите тие држави и правни факултети, победив на тој надпревар и тоа ми даде понатаму наградата на надпреварот беше студиски престој на Универзитетот во Грац на катедрата за меѓународно право и меѓународни односи во трајање од 1 месец, кој што беше целосно покриено и мислам дека тој престој таму и учеството на надпреварот ми покажа колку е битно да се користат сите тие можности. Значи, една вие кога учите меѓународно право, а друга кога треба на конкретен случај да го примените и да се надпреварувате со аргументи, со знаење, со дикција, со став пред меѓународни професори и да ги победите вашите колеги. Значи, тоа мене ми даде од тој период, јас уште немав не дипломирана на факултетот, ми даде голема самодоверба. Бидејќи, знаете, чисто тука се дискусот кој е присутен во јавноста дека нашето образование не е толку квалитетно, дека не може да биме конкурентни со другите правни факултети во Европа, во регионот и мислам дека тоа во голем дел погрешно и пристрасно. Значи, ние имаме наши студенти кои што се професори на водечки факултети во Европската Унија, кои што вака се надпреваруваат редовно, да речеме, факултетот праќа тимови на меѓународни надпревари, имаат одлични успеси, така да мислам дека треба на целиот тој процес да согледаме малце пообјективно и нормално и да го поддржиме образованието и науката, бидејќи ако се гледаат статистиките, нашата држава релативно малку вложува во наука и мислам дека тоа е, да речеме, многу битно. Преку тие инвестиции во науката ние можеме да креираме нови иновации и да ги потекнеме и младите луѓе да ја гледаат својата алтернатива тука, а не во странство. И мене, нормално, како и секој млад човек, уште се сметам за млад човек, нели сум размислувал дали го направи вистинскиот избор, така? Да. Дали можеби имав повеќе можности доколку се решев да одам во странство, така? И јас мислам дека сега мислам дека го направи вистинскиот избор. Еден период, посебно пред едно 4-5 години, кога малце околностите во нашата земја беа поинакви, можеби си го размислував тоа, меѓутоа мислам дека ние треба да се трудиме да подобриме нашата татковина.
бидејќи нашата Македонија инвестирала во сите нас. Тоа не се малку пари да инвестирате во образование основно, средно на еден човек. И нормално треба да бидеме и малку патриоти и сето тоа да се потрудиме да го реинвестираме во нашата земја да стане едно попристојно место за живење. Мислам, таа е онаа мисла што ме води у последниве, да речеме, 20 години. Да. Што ве натера, сега дека зборите, што ве натера да останете овде? Што ме натера? Па ја мислам дека имам релативно окей услови на факултетот. Моето семејство е тука, мојот брат се уцели при неколку години во странство, тоа беше негова одлука. Меѓутоа, целото моје семејство живее тука во Македонија. Мојата сопруга исто така е од тука. Ние се запознавме со неа во странство, меѓутоа, одлучивме така да биде сега за сега и мислам дека тоа е вистинскиот избор. Предпоставам дека се фамилиарните, семејните причини, меѓутоа и фактот што релативно ми беше дадена една окей можност на факултетот. Така да во тој дел на академската слобода, јас сум исклучително задоволен, бидејќи имам слобода да можам да се занимавам со истражување на она што навистина ме интересира. Мислам дека е тоа многу битно. Ако нема слобода, не може да има напредок во ниедно поле и никаде во светот. Мора да има слобода. Да, согласувам тука со вас, професор. Да. Меѓу другите предмети кои што ги предавате на факултетот, еден од предметите е и историја на правото. И имајќи во предвид дека живееме на Балканот, каде што голем дел од државите немаат добро дефинирани историски наративи и која станува збор за историја секогаш е контроверзна тема. Како сметате дека истата таа историја треба да се конзумира кај нас? Ова со конзумирам, предпоставувам, доаѓа од Черчиловата теза, дека Балканот создава повеќе историја отколку што може да конзумира. Сега, мојот пристап во предавањето на историја на правото или на политичката историја со студентите на политички науки е дека историјата нас треба да ни служи како инструмент да не ги повториме грешките на другите луѓе. Значи, ние кога носиме одлуки, многу ни е полесно доколку знаеме за нешто што се случило во минатото и како луѓето постапувале или носене одлуки во конкретна, во дадена ситуација, да извлечеме битни поуки од тоа и да не ги повториме грешките. Значи, ние и лично, и професионално, и како држава, како нација, како народ, и сме носеле добри одлуки, меѓутоа некогаш сме правели грешки. И мислам дека е многу битно да учиме од искуствата на другите, да не ги повторуваме тие грешки, значи така ќе добиеме многу како додадена вредност. И јас, бидејќи знаете голем број од студентите кои што доаѓаат да студираат, не знам, право или политички науки, кога ќе видат историја, тоа го сметаат дека ќе биде нешто поизнаколку досадно и што треба сега историја да се изучува, јас сакам да бидам правник или политолог. Меѓутоа, јас курсот, двата курса, ги развивам токму на тој начин да имаме една практична додадена вредност. Значи, историјата да изучуваме не само ради голите факти, податоци, настани, датуми, бројки и така натаму, туку да изучиме поука и да не ги повторуваме грешките на другите. Значи, тоа ми е главниот пристап. Инаку за Балканот кога зборуваме, нормално тоа е едно регион на светот кој што е турбулентен повеќе од 150 години и се уште не е стабилизиран во целост. И мислам дека од друга страна нашата земја исто така во изминатиот период покажа дека и може да учи од сопствените грешки. Јас морам во овој разговор да го нагласам и оној емотивен момент, да речеме од пред неколку недели кога нашето знаме беше кренато пред седиштето на НАТО. Значи, јас не се сеќавам дека нашата јавност имала можност да почувствува еден таков момент, кога ние седнуваме на истата маса со Соединетите Американски држави, со Велика Британија, со Германија, со Франција и имаме ист глас
во таа организација. Значи, за мене тоа лично како човек беше навистина можеби најемотивниот момент во изминатите 30 години, бидејќи Македонија покажа дека научи од собствената грешка и мислам дека секогаш треба да гледаме во иднината, бидејќи иднината ни нуди повеќе можности. Не треба, многу е лесно да се враќате во минатото. Така? Многу е лесно да се враќаме, меѓутоа многу е тешко да носиме одлуки од кои што ни зависи иднината. И мислам дека е тоа многу битно и се надевам и оптимиста сум. Значи, јас сум оптимиста за иднината на нашата држава и особено на младите луѓе. Мислам дека овие настани од последниве неколку месеци ќе променат состојбата во нашата земја. Нормално тоа има мали деца, често им раскажувам приказни, во приказните има добра самовила која што има волшебно стапче, ги менува работите веднаш, и по реалниот живот не оди тоа така. Значи, мора да научиме на грешките и да работиме сите заедно посветени и мислам дека е тоа многу, многу битно. Така да, јас сум оптимист во секој случај. Да, дефинитивно начнавте дел од вашиот одговор може да го искористам како почеток за уште една тема на дискусија во овој разговор, а тоа е самата дипломатија која Македонија во моментот ја води. Моје лично мислење е дека од многуте работи кои што последната влада на Заев ги направи, сметам дека дипломатијата под водство на Никола Димитров е можеби најсветла точка во целата ова политичка ситуација. Па што вие мислите, на што се должи сето тоа? Па тука поради определени објективни околности нема да можам целосно да коментирам на ова прашање. Значи, мислам, ќе повезам со мојот претходен одговор, мислам дека покажуваме некој напредок на меѓународната сцена, тоа е видливо, особено да речеме во контактите со, бидејќи како професор доста контактирам со кругови во странство, тоа е многу видливо и Македонија се посочува како успешна приказна од регионот, која што за релативно краток временски период постигнува така значаен успех. Сметам дека тоа е битно, меѓутоа е битно да успесите на меѓународна сцена имаат и соодветна рефлексија во внатрешните состојби. И во таа смисла мислам дека мора да се води сметка и за внатрешниот развој и како овие придобивки на меѓународно поле може да ги имплементираме и да постигнеме некој економски ефект на среден рок. Бидејќи работите многу тешко се менуваат во секоја структура, во секоја организација, кај секој човек. Значи, вие, ако земете човек кој што секој обичен човек, многу тешко може да ги промените неговиот карактер, како работи и така натаму, а сето тоа, ако го подигнеме на ниво на држава, е уште потешко, меѓутоа, доколку има една клучна група која што може да ги понесе реформите, бидејќи сега од овој процес кој што ни предстои голем реформски процес. Ние кога ги почнеме преговорите во за членство во Европската унија, нас не чека голем реформски процес. И тоа не е само во надворешната политика, тоа е уште поважно во земјоделството. Не знам, во потрошувачките права, економските слободи. Значи, работи кои што многу потешко може да се променат на краток рок. Значи, нас ни предстои еден комплексен процес во сето тоа и јас мислам дека токму тука е шансата за младите луѓе. Бидејќи евроинтеграцијата нема да им го промени животот на пензионерите многу или на луѓето кои што се наближуваат на таа возраст, евроинтеграцијата ќе им го промени животот на младите луѓе. И мислам дека тука е и вашата шанса, бидејќи оваа емисија таргетира млади луѓе, затоа се обидувам и да пратам некоја порака, значи навистина во историски момент и мислам дека ќе има многу можности за младите луѓе и во рамките на преговарачкиот процес, но и кога еден ден ќе станеме членка на Унијата и нормално колку добро се покажеме, тоа ќе се рефлектира и на брзината на
на интеграцијата, бидејќи имаше голем песимизам во Европската унија, знаете. Меѓутоа сега мислам дека сме на нова страна, отвараме, има нов оптимизам и доколку покажеме како држава дека сме мотивирани и подготвени да се промениме, мислам дека ќе имаме и подобри и побрзи резултати на пократок рок. Мислам дека е тоа битно, бидејќи вие друго е ако вие ги почнете сега преговорите, преговарате 20 години, меѓутоа ако ги завршите за 4-5 години, тоа може да ви промени состојбата значително. Да. Дефинитивно. Пошто се наближуваме при крајот, не сакам да го одолговлекувам овој разговор. Сакав да завршам со тоа со американска дипломатија на Балканскиот полуостров. Автор сте на првиот универзитетски учебник за америчка надворешна политика на македонски јазик, Балканот и американската дипломатија во 20 век, и сте иницијатор на завоведување на предметот Балкан и американска дипломатија на постдипломски студии на правниот факултет. Да. Ме интересира како дојдовте до одлучување или определување токму за оваа тема и каква гледате улогата на Америка врз целата балканска политичка сцена во минатиот век и ден денес? Да. Ова е добро, интересно прашање. Јас сега ќе ви кажам точно како се роди идејата за тоа. Значи, 2007 година, кога почнав да го пишувам докторатот, пошто тогаш имаше малце поинаква процедура, требаше да напишете пријава и ја добив една стипендија од State Department да одам на истражувачки престој во Универзитетот во Илиноис. Тоа е негде на 2 сати од Чикаго, Урбана-Шампейн се вика местото. И тоа има најголема, од универзитет е негде рангиран 40-50 во Америка, меѓутоа има најголемата универзитетска библиотека во Америка, 10 милиони книги. И мислев дека тоа е одлична можност да одам таму, да го направам истражувањето и тоа беше баш ова нешто се исклучи, тебе ти се замрзна сликата. Да, мислам дека до интернетот, ама да. Тоа е кога подложиме на онлайн конекција, има проблем. врски, се случуваат вакви работи, ама продолжите со разговор. И значи ја бев таму 2007 и таму беше првото патување тоа во Америка и многу ми се допадна окружувањето, ресурсите и така натаму. И потоа негде 2010 година имаше еден повик за стипендии на State Department за програма за американска надворешна политика. И ме примија, бев еден избран од 18 од целиот свет, и тоа беше една програма од 2 месеци во Флорида, на Универзитетот во Флорида, и од таму патувавме на различни места во Америка, кои што се од значење за американската надворешна политика. Посетивме од, да речеме, кубанските заедници во Мајами до Универзитетот во Чикаго, каде што предавал председателот Обама, и на крајот во State Department-от. И мене тоа искуство ми се виде топ. Значи, таму го искористив целиот престој за да соберам материјали, за да развијам еден нов курс. И тој курс го воведов 2010 година, тогаш уште бев ми избраа за доцент, значи на почетната фаза во наставно звање. И ми се виде тоа како одлична можност. Предметот што го воведов беше опционен предмет. Значи, многу е потешко да привлечете студенти кога имате опционен предмет, знаете и сам. Да. И малце направив маркетинг, мини маркетинг и испадна многу популарен предмет. Значи тогаш тоа е на мастер студии на дипломатија и меѓународни односи. Секоја година имаше, мислам дека сигурно едно по 30 студенти кои што го избраа овој предмет, имавме предавања и дури можеби 20 студенти напишаа магистерски тези од овој предмет, замислете, од опционен. И мене тоа ми беше многу интересно и сметав дека треба да се одолжам некако на студентите за тоа што го постигнавме заедно, бидејќи да не беа студентите, ја не можев да се развивам во тој дел.
и негде од 2014 година или 2013 почнав да пишувам учебник. Искористив едно патување, бев визитинг професор еден семестар на Универзитетот во Мичиген, во Ан Арбор е тоа, кој што исто така многу високо рангиран универзитет, можеби во првите 20 во Америка, и го искористив и пристапот до документи од State Department, така да книгата мислам дека излезе негде 2014-15 година. И има преку можеби 400 документи кои што за прв пат се референцирани во книга, и мислам дека тоа и дава така една додадена вредност. И за мене беше тоа многу позитивно искуство, што после, да речем, и се поврза со некои други патувања во Соединетите држави. Драго ми беше што може да придонесам понатаму и преку Македонско-американската алумни асоциација во градењето на нови мостови на соработка помеѓу Америка и Македонија. Мислам дека тоа е многу битно. Америка секогаш ни била стратешки партнер, и ако ја гледате настаниве од последниве неколку години, повторно се покажа дека Америка е таа која што имаше клучната улога во сите овие значајни пресвртни моменти за Македонија, и мене ми е драго доколку интересот, би ми било драго доколку интересот на студентите за ова продолжи и понатаму. Значи, таа е многу интересна тема. Учебникот, книгата ги опфаќа и односите со Албанија, со Бугарија, со Грција, со бивша Југославија, наследничките на Југославија, така да некои работи може би прв пат се евидентирани во нашиот научен дискурс. Особено многу интересни односите со Албанија. Албанија, например, немала дипломатски односи 52 години со Соединетите американски држави од 20 век, или Бугарија често ги прекинува дипломатските односи, така да мене беше тоа фантастично и многу интересно. Така да моето истражување во овој дел на некој начин е завршено. Пошто работев на тоа можеби повеќе од 5 години, и потоа започнав, решив, пошто, како што знаеш и сме разговарале претходно, доста патувам и се побуди еден интерес за Блискиот Исток. Имав неколку подолги патувања таму и решив да се фокусирам и на прашањата поврзани со историјата и дипломатијата на Блискиот Исток. Така да и тогаш воведов уште еден предмет, кој што се вика Современа историја и дипломатија на Блискиот Исток. И мора да признам дека овој предмет не побуди таков интерес како е претходниот. Значи, имаше студенти што го избираа, меѓутоа тоа беше повеќе менторска настава, имаше многу поголем интерес за Балканот и американската дипломатија, бидејќи претпоставаме дека самите студенти сваќаат што е нашиот стратешки интерес без да прочитаат книгата или без да одат на предавање од овој курс, така да мислам дека тоа е многу битно и мислам дека и нашите генерации треба да ги користат можностите кои што ни се нудат, особено оние што ќе се занимаваат со меѓународни односи и политика, бидејќи односите со Америка се наш национален приоритет во секој случај, и им стоам на располагање на вашите студенти доколку се колеги, пријатели, доколку некој е заинтересиран во оваа насока да оди во Америка. Мислам, сега имате милион можности од програмата Фулбрайт, магистерски студии или Еразмус програмата во Европа, така да мислам дека е многу битно да се искористат можностите за еден семестар да одите или една учебна година да студирате во странство, и тоа ќе видите дека и тоа не е толку нашето образование воопшто не е лошо. И дека ние може рамо со рамо да се носиме со, да речем, и со водечки универзитети во свет. Да. Дефинитивно, и ја би додал само дека како студент многу е по-добро за мене беше да можам да дојдам до некои податоци, поготово кога станува збор за дипломатијата на САД на овие простори, најпрво на наш јазик, а потоа и да имам можност да ги прочитам и да ги видам, и полесно е и за учење и за разбирање на некои на некои работи, зошто и како се случуваат. И дефинитивно е од помош на студентите, и едва чекам да го земам предметот кога ќе дојдам ја на мастер студија. Ајде, добро. Добро. Ќе видиме. Сега за крај сакам да завршам со
едно блиц прашање, бидејќи сега Да. сме за сите во карантин, затворени дома. Да, Денеска да. е сабота, прв проложен викенд карантин кај нас. Предлог. Една книга, еден филм, една ТВ серија и едно хоби за тие што го слушаат подкастот. Сега ќе испадне се дека давам среден колега, бидејќи мислам дека на сите ни треба малце возбуда, така? Да. Јас мислам дека дома е многу досадно да се седи, со деца мали поготово е предизвик. Да речеме би можел да ја препорачам среден колега баш зборував за ова пред некој ден. Не знам ова Homeland, дали имате гледано една серија Homeland. Значи тоа е со настани поврзани со разузнавачката служба на САД во различни делови на светот и мислам дека таа е многу една драматична и возбудлива серија. Последната сезона сега се емитува, има можеби 7-8 сезони, така да ако сака некој да ја гледа, многу е интересно, особено третата, четвртата сезона се навистина многу интересни. Сега јас, као што имам мали деца, немам баш толку време за читање, може да ви дам нешто да речеме постаро. Мене многу ме интересираат, да речеме, биографски и аутобиографски книги. У последно време. Во тој дел, мислам дека многу може да се научи ако го гледате животот на еден човек, ако бил во некоја ситуација да носи стратешки одлуки, како ги носи одлуките. И у таа смисла пред 1-2-3 години излезе една книга од првиот американски амбасадор во Македонија, Кристофер Хил, се вика Outpost. Outpost. Ако ве интересира нешто по-забавно или да речеме поедноставно за читање, во однос на предстојните избори во Соединетите Американски држави, знаете дека таму ќе има избори на 3 ноември, барем се планира. И во Македонија требаше избори викендот да има, нели? Да, меѓутоа околностите се такви какви што се. Имаше една многу забавна книга за транзицијата на власт од претходната администрација за администрацијата на Трамп. Се вика Fire and Fury in the White House. Да. Майкл Да, имате прочитано, значи забавно е да се прочита тоа, така да очигледно сите политички елити се соочуваат со слични предизвици кога ја превземаат власта. Меѓутоа, ако мислам за вашите слушатели или гледачи, мислам дека овие две книги се доста интересни, ако Outpost е малце така по-професионална. Тука не можеме да очекуваме голем број на читатели на тоа. Така да знаете и вие дека ја многу сакам филмови да гледам. Да. Затоа ја прашувам. Да, пошто јас се на студентите ми никогаш им викам дали сте го гледале овој оној филм, нема баш многу интерес, изгледа не се студенти заинтересирани за филмови. Меѓутоа, мислам дека овие 2-3 препораки што ги дадов ќе им помогнат да ги надминат овој корона период. Знам дека е тешко, меѓутоа сегаш може да се најдат начини како да го пополните времето. Крајна линија може да бараат можности да одат на некој студиски престој или некоја конференција кога ќе помине оваа цела ситуација. Инаку, доколку на било кој од вашите гледачи има потребна некоја консултација или нешто сакаат да ме прашаат од ова интервју, можеби ќе им се појави некоја идеја, желба и така натаму, може да ме контактираат било кое време на мејл или некоја консултација. Се надам дека што е можно побрзо ќе се вратиме на редовните активности и дека ќе можеме да работиме сите заедно како што работевме претходно. Јас бев еднаш или два пати на факултетот во изминатите 2-3 недели, меѓутоа навистина многу депресивно да го видите празен правниот факултет. И мислам, мене ми е тоа многу тешко. Мораше додам да земам некои книги од кабинетот и да го видите факултетот празен. Никогаш јас сум на факултетот од како бев студент 22 години
никогаш факултетот го немам видено така празен и навистина тоа ми го крши срцето на некој начин. Се надевам дека сите ќе ја искористиме оваа ситуација, ќе излеземе посилни, похрабри и дека ќе можеме и понатаму да придонесуваме уште подобро за нашиот и заедничкиот развој. Да. Ви благодарам, професор, на гостувањето. Нема проблем, со задоволство, Ѓорѓи, фала многу. Многу ми се допадна ова. Извини, 2-3 не можевме претходнава недела, пошто бев баш зафатен со малите, меѓутоа баш ми е драго и баш ме расположи овој разговор и ви ставам на располагање за се што е потребно понатаму. Се гледаме на факултет, професор. Така, се ми убаво. Чао.